А јас на почетокот ќе ве повикам да отвориме во Битие, или Прва Мојсиева, 5 глава. И ќе прочитаме 2-3 стиха, еден краток извештај за човекот за кого што многу што не се кажа во Библијата, ама и тоа што е кажано е доволно. 5 глава Битие, 21 до 24. Кога на Енох му беа 65 години, му се роди Матусал. Значи, гледаме, Матусал е син на Енох, онај кој што најдолго поживеал. И синот на Енох. На 65 години го добил Матусал. Енох одеше со Бога. По Матусаловото раѓање Енох живееше 300 години и му се родија уште синови и ќерки. И повторно, вели во 23 стих, односно 24. Енох поживеа вкупно 365 години, значи една проста математика овде, и потоа вели Енох одеше со Бога, и потоа исчезна, Бог го зеде. Во преводот кој што го држи брат Данило, место одеше што пишува? Не, кога вели одеше со Бога. Живеејќи според Божјата волја. Значи, овде веќе имаме одговор на тоа што е одењето со Бога. Еднакво одеше со Бога. Енох цели 300 години. Можете да замислите, никој од нас не живее 300 години, а уште 300 години еднакво да води со Бога, да живее според неговата волја. Било исклучително посебна личност, Енох. И тоа во тоа поколение во кое што живеел. Знаете, тоа е непосредно пред самиот потоп. Кога навистина народот бил зол. Во Евреите исто така имаме краток извештај за него, Евреите 11 глава. Пети и 6 стих. Преку вера Енох беше пренесен, или во другиот превод вели преселен, така да не ја види смртта и веќе не се најде зашто Бог го зеде, зашто пред неговото земање тој доби сведоштво дека му угодил на Бога. И оној 6 познат стих, а без вера не е можно да му се угоди, зашто... Значи, добро, да тука. Енох со вера беше преселен на небесата, затоа што му угоди на Бога. Без вера не може да му се угоди на Бога, значи Енох беше исклучителен човек, верен, послушен, стабилен. Во време во кое што навистина тешко било да се живее еден богоугоден живот, тој го живеел тоа. Еднакво одел со Бога и отворил неговата воља. Ако ние, а верувам дека сите од нас сакаме да се преселиме на небо, знаете, таа преселба е, не е како ние, јас и Снежа се навикавме на некои преселби овде на земјата, која сте под кирија, па се селите, меѓутоа, едва и чекам да се случи таа преселба, каде што ќе имаме навистина свој дом, но за да се преселиме таму, што треба? Да му угодиме на Бога, како што Енох му угодил. И без друго, Елен Вајд вели дека, ајде, еве, иако сакав за подосно да го оставам мој цитат, но ќе опрочитам сега, вели вака во книгата Пророци и цареви. Карактерот на побожноста на овој пророк, че Енох бил меѓу другото и пророк, ја прикажува состојбата на светоста што мора да ја досегнат оние, да ја постигнат оние кои што при повторното Христово доаѓање ќе бидат откупени од земјата. Оние кои што ќе бидат земени, живи од земјата, треба да го достигнат карактерот на Енох. Значи сите ние треба да му угодиме на Бога, да ја твориме неговата волја. А оној што ја твори Божјата волја, верувате, на оваа земја е, Елен Вајд на друго место вели, најсрекниот човек. Нема поголема среќа од тоа. Значи, ако планираме да ја твориме неговата волја и да имаме вистинска среќа, тоа што треба да заборавиме, да не се грижиме толку многу за овдешните нешта,
туку да се подготвуваме за таа преселба. Јас верувам дека сме меѓу последните, односно оние кои што живи ќе го дочекаме нашиот Господ. Има два избора. Секој нас има два избора, има два правца, има два патишта, два пата, како да кажем. Нашата среќа и тоа каде ќе се најдеме зависи од тоа кој пат ќе го избереме. До нас тој изборот. Затоа сега би ве замолил да отвориме во први псалм, кој што ќе ни биде основата на нашето вечерашно проучување, а ќе шетаме доста и по други стихови из Библијата, но главнината е во псалм први. Овде гледаме кој е срекниот, поготово во трите први стиха, овде гледаме како треба да оди еден христијанин или како не треба да оди исто така. Ќе видиме што е да се биде среќен, како може да биде среќен и како и кој може да ти украде среќата. Ајде да читаме првите три стиха, па потоа ќе навлеземе малку подлабоко. Блажен или среќен е човекот кој не оди по советот на нечестните и не стои на патот на грешниците и не седи во седиштето на подсмевачите. Туку волјата му е во Господовиот закон и за неговиот закон размислува ден и ноќе. Тоа е како дрво засадено покрај водни потоци, што донесува плод во секое време, односно во свое време, неговите лисија никогаш не венеат, се што прави во се успева. Среќен е човекот кој што не оди по советот на нечестните. Во овој случај ова одење не се однесува конкретно баш на живење, како што видовме во Енох. Меѓутоа, гледаме еден тек. Оди, па стои, па седи. Значи, ја би сакал најнапред да зборувам малку за влијанието. Знаете, влијанието, било какво, многу делува на изградбата на нашиот карактер и многу делува на тоа каде ќе завршим на крајот. Секој од нас има некое си влијание. Сите ние или ќе бидеме мил мирис за спасение или пак нешто друго. Зошто реков дека може некој или на некој начин да ни ја украде среќата. Блажен си, среќен си ако не одиш по советот на нечестните. Но што се случува ако одиш, ако тргнеш? Ајде да читаме во Пословици 4 глава. Имаме тука едни многу убави совети од мудриот Соломон, Пословици 4 глава. И ќе читаме од 10 па до крајот на главата. Ови се прекрасни совети. И еве како гласат овие стихови. Послушај, сине мој, прими ги моите зборови и ќе се умножат годините на твојот живот. Те поучив на патот на мудроста. Те вратив на правите патеки. Неќе ти се заплеткаат чекорите кога ќе почнеш да одиш, ако се растрчаш, нема да се сопнеш. Значи, ако тргнеш, ако одиш по вистинскиот пат, патот по кој што не советува Господ да одиме, нема сопнување, нема паѓање. Дори вели, ако трчаш, ако се растрчаш, нема да се сопнеш. Држи се цврсто за поуката, не ја пуштај, пази ја, зашто таа ти е живот. Не оди по патот на нечестните. И не оди по патот на лошите. Остави го, не оди по него, отстранувај се од него и заобиколувај го. Зашто тие не спијат ако не направат зло и сонот не им иде ако не го голтнат некого. Зашто го јадат лебот на нечестноста и го пијат виното на насилништвото. А праведничката патека како светлина на разденувањето, што е се појасно до полниот ден. А патот на нечестните е како темнина, не знаат на што ќе се сопнат. Сине мој, внимавај на моите зборови, наведни го своето уво кон моите беседи, не ги губи никогаш од пред очите, пази ги среде своето срце. Зошто се живот за оние кои што ги наоѓаат и исцелување на сето нивно тело. А над се чувај во своето срце, зашто животот извира од него. Држи ја далеко од себе лажливата уста и оддалечувај ги од себе измамливите усти.
Нека твоите очи гледаат право напред и нека твојот поглед биде секојаш прав. Внимавај на патеката по која што одиш и нека сите твои патишта бидат постојани. Не свртувај ни лево, ни десно, ни лево, држи ја својата нога далеко од злото. Многу убави совети. Зошто? Затоа што влијанието може така да расипе. Значи, видите, први вели оди, значи тоа сте оделе некојаш и сега ќе се сретнете со некој, па ќе се заодите така некој период. И ако ви иде муабетот, па може и ќе застанете, меѓутоа до застанувањето ќе стигнеме. Да одите по патот на нечестниот, значи да почнете да ги слушате неговите совети. Кој што овде вели, не оди по советот на нечестните. Значи, тоа е само еден почетен стадиум, да почнеш да ги слушаш неговите совети. Кеа за мене не мариш Божјата реч, како што вели нели овде Соломон, како што читавме, неговото слово, кој што значи живот, неговиот закон, како подолу ќе читаме, или го прочитаме овој 3 стих, и се наклонуваш кон советот на нечестниот. А кој е нечестниот? Сигурно не е оној кој што ја твори Божјата волја, туку напротив, оној кој што не ја твори Божјата волја, кој што не оди по Бога. Ајде да прочитаме уште некој стих, 143 псалм, или 86 псалм, 86:11. Еве како треба да се молиме, еве како треба и секој ден да го почнуваме, затоа што никој од нас не е имун на нечие, на некакво си влијание. Секој од нас може да потпадне под влијание. Научиме на својот пат, Господи, за да одам верен кон Тебе, обедини го моето срце за да се бои од Твоето име. Сличен и 143 псалм, 8 стих. 143 псалм, 8 стих. Соопшти ми ја наутвор Твојата милост, зашто се надевам на Тебе. Покажи ми го патот по кој да тргнам, зашто ја вознесувам душата кон Тебе. Ние сме слаби, ние сме луѓе кои што можеме да паднеме под влијание, така да навистина треба да бараме мудрост од Господа и вели наутро. Значи секој утро, секој ден да го поштуваме со молитва: Господи, научи ми на Твојот пат, покажи ми како да ја творам Твојата волја денеска. Така нема да можеме да го наклониме увото кон советот на нечестните. Ќе правиме добро разлика. Божјата реч не учи што е што не е, значи. Галатјаните 5:16, еве два стиха и од Новиот Завет, Галатјаните 5:16. А велам, одете во духот и нема да ги исполнувате страстите на телото. Ако одиме во духот, нема да интересираат телесни работи, нема да не интересираат ни такви совети. Или Ефесијаните, следната книга, Ефесијаните, 5 глава, 1 и 2 стих, исто има овој стихови. И така угледајте се на Бога како возлюбени деца и одете во љубовта. Како што и Христос ве љубеше вас и се предаде себе си за нас како принос и жртва на Бога за благопријатен мирис. Одете во духот, одете во љубовта, одете по Бога. Не одете по советите на нечестните. Затоа што влијанието знае да биде страшно. Затоа што следен чекор е, ако си пошол, ако ги слушаш, почнаш да ги слушаш советите нивни, тогаш и ќе застанеш. Вели, не стои на патот на грешниците. Ова е една друга фаза, каде што не само што ги слушаме советите, туку завземаме нови ставови полека, и ги минуваме мислењата, ставовите некако ни се ускладуваат со ставовите и советите што ги слушаме од оној кој што има влијание над нас, и веќе не се враќаме нашите стари ставови и мислења. Тоа е веќе која ќе застанеш на патот на грешниците. Ајде да читаме и сега стихови. Прво послание до Коринќаните. Во што треба да стоиме, што не почува Божјата реч. Прво послание до Коринќаните, 16 глава,
стих 13. Бдејте, или во превод што? Молете се. Стоите цврсто во верата, бидете мажествени, бидете силни. Треба да стоиме цврсто во верата. Како беше претходно, да одиме во духот, да одиме во љубовта, за да не тргнеме по советите на нечестните. Да стоиме во верата, за да не застанеме со грешниците и да прифаќаме нивни ставови. Галатјаните 5 глава 1 стих. Галатјаните 5.1. Христос не ослободи за слободата, според тоа стоите цврсто и не починувајте му се пак на робскиот јарем. Христос не ослободи. Христос не поведе по патот, кој што е самиот тој, по вистинските патеки. Да не дозволуваме повторно да се најдеме под јаремот, а ѓаволот го шири своето влијание на различни начини. Денеска можете попаднете под влијание на некој што на телевизија ќе ви зборува. Вие денеска имате можности и лјадници како никогаш порано. Ќе отворите интернет, ќе најдете некоја си така интересна проповед, кој знае од кого тамо, може би и некој познат, ама и може да наседнете на некој влијание од тоа што тој ќе ви го каже, што ќе биде интересно и може би онака близко до вистината, но не и вистина. Значи, на било каков начин може да попаднете под влијание. Еден куп луѓе денеска, затоа што само седат пасивно и слушаат, а не взимаат самите да проучат, значи не бдеат, не, како што вели третиот стих, не вториот, не размислуваат, не медитираат под наводници над Божјата реч. Туку само слушаат пасивно, се заведени и паѓаат под влијание на мнозина, така наречени учители. Ефесијаните 6.14. И така стоите цврсто, препачани со вистината преку бедрата, облечени во оклопот на правдата. Стоите цврсто, препашени со вистината, облечени во оклопот на правдата. Ево што треба да стоиме. Филипјаните 4.1. Сето ова се Павлови зборови. Затоа, браќа мои возлюбени, сакани, радост моја и венец, стоите така цврсто во Господа возлюбени. Стоите цврсто во вистината. Одете во љубовта, одете во духот. Не дозволувате да одите по патот на нечестните и да стоите на патот на грешниците. И доаѓа и третата фаза, значи на тоа влијание, кога вели не седи во седиштето на подсмевачите. Сега веќе нивните ставови се и ваши ставови. Вие сосема сте еднолики, станувате дел од нив, седите со нив. И дури доаѓате во ситуација да се подсмевате на вашите поранешни ставови што сте ги имали. Видите до каде може да оди влијанието. Зашто тие самите себе подсмевачи, да вели писмото. Одиш, па застануваш и потоа и седнуваш. И веќе не си истиот. Значи не е само што ги следиме нивните ставови, туку ги имаме истите ставови. Што ни порачува Еремија за ова 15 глава Еремија? 16 и 17 стих. 15 глава, 16 и 17. Кога ми дојдоа твоите зборови, јас ги голтав, како што јадни денеска се изрази, голтал. Верувам дека ако стварно сме жедни за Божјите речи, ние ќе ги голтаме просто. Значи, кога ми дојдоа твоите зборови, јас ги голтав, твоите зборови го восхитеа и го зарадуваа моето срце. Еве на што се концентрира Еремија, како и она што не поучува псалмистото што во првиот псалм, она што и Соломон не поучуваше преку пословици, што читавме. Никогаш не седев во друштвото на подсмевачи за да се развеселам. Некојаш може да биде онака, ајде малку да се релаксираме, ете. Меѓутоа, знаеме во кој смисла подсмевачи. Не се тие кои што кажуваат вицеви или
Значи, никогаш не седев во друштво на подсмевачи за да се развеселам, осамен живеам под тежината на Твојата рака, зашто Ти ме проникна со јарост. Дури, ете, во такво поколение во кое што ние живееме, како и Енох во своето време, некојаш ќе се чувствуваме и осамени, затоа што ни се чини некојаш како да сите околу нас се подсмевачи, како да сите веќе отишле предалеко. И никој не ја твори Божјата воља. Ќе го видиме тоа во случајот и со Енох, каков живот живеел Енох, како успел 300 години да оди со Бога, односно да ја твори неговата воља. Или Псалм 26, ќе прочитам целиот, не е многу долг, прекрасен, со прекрасни совети, 26 Псалм. Суди ме, Господи, зашто одев во својата невиност и се надевам на Господа и нема да се поколебам. Испитај ме, Господи, искушај ме, испитај ми ги бубрезите и срцето. Зашто Твојата милост е пред моите очи и одам во Твојата вистина. Јас не седам со нечисни луѓе и не се навраќам кај подмолните. Го мразам друштвото на злосторниците и не седнувам со безбожниците. Ги мијам своите раце во невиноста и го обиколувам Твојот жртвеник, Господи, да ја разгласам јавно Твојата фалба и да раскажам за сите Твои прекрасни дела. О, Господи, го љубам домот во кој престојуваш и местото каде е населена Твојата слава. Каде псалмистот кажува дека седи, а каде не седи. Еве, ние денески сме седнати во вистинското место. Не седиме таму некаде, во некоја кафана или било каде, туку седнати сме во неговиот дом, да се нахраниме од неговата мудрост, од неговата реч, да размислуваме за неговото слово, за да се учиме како да одиме по вистинскиот пат, да ја твориме неговата волја. Значи, о Господи, го љубам домот во кој престојуваш и местото каде што е населена Твојата слава. Значи, то може да представува и дом на верни луѓе, значи, таму каде што ќе отидеш и каде што навистина имаш што да чуеш и да се научиш. Не ми ја погубувај душата со грешниците, нито мојот живот со крвопијците. Злочинот е во нивните раце, а десницата им е полна со подкупи. И јас одам, повторно, одам во својата невиност, избави ме и смилувај ми се. Мојата нога стои на прав пат. Ќе го благословам Господа во собранијата. Да, прекрасни зборови. Видите какво влијание, значи, како влијанието може да биде погубно. Потоа се гледаат и резултатите, односно најнапред првим вториот стих. Значи, не одам по патот односно по советот на нечестните, значи, таквиот, срекниот човекот кој што оди по Бога, не оди по советот на нечестните, не стои на патот на грешници, не седи во седишtot на подсмевачите. Туку, што? Волјата му е во Господовиот закон. Или општо можеме да кажеме во Божјата реч. Му омилела Божјата реч, му омилела законот и живее според секој збор кој што доаѓа од Божјата уста. И за неговиот закон размислува дење и ноќе. Значи, ова не е онака паушално нешто читање, колку ради реда, ајде сега да прочитам нешто денеска. Макар утренскиот стих го читаме, ама и што? И треба да размислуваме за него. Убаво е, сето онаа програма, нели, оној распор што имаме во пулката, се е убаво. Значи имаме и утренски стих, имаме и вечерни читање на Библијата, имаме и месечно, мислам дневно, нели, месечни читање на Библијата. Се е тоа во ред. Наутро, кога ќе го прочитате утренскиот стих, ќе се помолите и размислувајте за тој стих, што сака Господ да ви порача. А не само онака. Значи, еве, срекниот, блажениот човек е тој кој што чисто волја му е во Господовиот закон, сака да ја твори Божјата волја и кој што размислува за него дење и ноќ. Можете ли 300 години да размислувате дење и ноќ за тоа како да му угодите на Господа? Тоа го можел Енох, нормално со Божја помош, затоа што бил покорен, бил послушен, ќе видиме на крајот малку повеќе за неговиот карактер. Значи, длабоко проучување на Словото. Ако така го проучуваме, тогаш ќе ги пронајдеме оние бисери, вистински бисери. Сеќавате на случајот кога после 3,5 години суша Илија го праќа момокот, требало да падне дождот и да оди за да, ако види нешто, некој знак. Колку пати морало да оди
за да го види оној облак велико бланка. Дури седмиот пат. И ние некојаш, значи не може од првиот пат нешто да видиме, да најдеме во Библијата. Не, многу повеќе пати. Ако треба ќе читаме, ќе размислуваме, ќе се молиме за да откриеме оно што Господ сака да ни го порача. Ако тоа го правиме, тогаш сме на вистинско место, на вистински пат. И тука имаме доста стихови на кои што можеме да размислуваме. Јас би прочитал еден само, не мора се да читаме. Јован 17:17. Се кажува овој стих. Колку е значајно да се дружиме со Божјата реч повеќе, отколку за да избегнеме онаа опасност од туги влијанија. Нека влијае врз нас Божјата наука, тоа ќе биде на вистински пат. Значи, Јован 17:17 познатиот стих, кој што гласи: освети ги со својата вистина, Твоето слово и вистината. За да бидеме осветени, тоа треба да навистина да се дружиме со Бога, со Неговата реч, со Неговите совети. Слушајќи ги Неговите совети, ќе ги препознаеме советите на нечестните. И гледаме како сето ова влијае на карактерот. Третиот стих што ни кажува? Тој, блажениот човек, кој што не оди, не седи, не стои со подсмевачите, со грешниците, со нечестните, тој е како дрво засадено покрај водни потоци што донесува плод во секое време. Има еден плодоносен живот. Неговите лисја никогаш не венеат, се што прави во се успева. Ова на крајот, чисто да едно мало појаснување, не значи дека не знам што и да правите во секи успеете, оној кој што ја твори Божјата волја, тој е она што го се што прави, прави според неговата волја. И нормално дека во секи успее, затоа што ја твори неговата волја. Да не испадне дека, не знам, Господ ќе ни даде и брда, и планини, и се живо, и диво, и во секи успееме. Знае оној побожниот, оној кој што е под влијание на Божите речи, што е што и што треба да бара. Но видите го резултатот, значи на влијанието, на едното и на другото. Овде го гледам влијанието на оној кој што оди по вистинскиот пат, кој што се храни од Божјата реч, кој што милее и сака да седи во Божиот дом, онаму кај што ќе слушне Божја реч, а не со подсмевачите и грешниците. Тоа е како дрво кој што има длабоки корења, покрај вода, секојаш носи плод, никогаш не му венеат лисјата. Или, ако сакате едно мало проширување, на дополнување, отворете во Еремија 17 глава. Имаме слични стихови. Еремија 17 глава. Дори може од 5 стих да читам, иако мислев 7 и 8 и се вклопува. Што вели 5 стих 17 глава Еремија? Господ зборува вака: проклет да биде човек кој се надева на човек. Ова е пак во контекст на што го зборуваме. И слабото тело го смета за своја мишка и чие срце се одвратува од Господа. Зашто е како трње во пустината, не чувствува кога е среќата близу. Не чувствува кога е среќата близу. Ги престојува деновите, да, во исушената пустина, во солена, ненаселена земја. И потоа, она што сакав да го истакнам: благословен да биде човек кој се надева во Господ и кому Господ му е надеж. Сличен е на дрво засадено покрај вода, што ги пушта корењата кон потокот. Не треба да се плаши од ништо кога ќе дојде жега. На него зеленилото останува секојаш. Во сушна година не се грижи, не престанува да донесува плод. Видите, цврстина, стабилност, дури и во маки, дури кога е сушна година. Ваквото дрво, оној кој што се вкоренил во Божјата реч, во вистината, секојаш носи плод. Никогаш не венее, секојаш е со зеленило. Да, стабилен, постојан, има длабока врска, сигурен плод. И успева во се она што го прави, а се прави според неговата волја. И потоа вели во 4 стих: нечестните не се такви. Еве видовме во Еремија дори какви се, но еве овде вели: не се дрво со корен, и тоа длабок корен, туку што?
Видите каква драстична разлика меѓу нечестниот, грешниот и оној кој што ја твори Божјата воља. Тие се како плела. Значи, што е плела? Ова асоцира на гумно, нели? Во старо време, кога вршеле житото, нели? Плевата е она што... Плака да одувнеш ке летне, веднаш, мислам. Самиот стих кажува, што ветрот ја разнесува. И знаеме как ќе заврши плевата. Исус ни кажува во Матеј. Не само во Матеј, во Евангелијата. Ќе изгори во вечен оган. Непостојаност. Додека оној кој што ужива во Божјата реч, размислува за Божјата реч и ден и ноќ и Божјиот закон, и се храни од Божјата реч и прима вистинско влијание, тоа е со длабок корен, цврстина, стабилност, оној другиот, како ќе одувне ветрот така. Денес вака, утре онака. Дувни ветер развивач. Немаме стабилност. Па замисли си, ако јас сум склон да кажеме да одам по патот на да одам по советот на нечестните. Па еден вака ќе ми каже, друг поинаку ќе ми каже, трет поинаку, 300 умови, 300 патишта и да. Затоа нечестните нема да се одржат на суд, ниту грешниците во собранието на праведните. Грешници не можат да седат во собранието на праведните. Не можат да настават. Сте слушнали за оној израз дека за нечестниот рајот ќе биде вистински пекол. Значи, Господ дури да го пушти на еден ден, тамо он одма ќе си отиде. Па нема кафана, нема ова, нема она, знаете. Таков живот е. Зашто Господ го знае патот на праведните, а патот на нечестните ќе пропадне. Затоа реков два избори, два пата. Ние сме на избор, ние сме оние кои што избираме. Едниот или другиот пат ќе го фатиме. Патот на праведните е патот по Исус, или патот кон Христа, можеме да кажеме. Затоа што тоа е патот. А нечестните често пати мислат дека патот им изгледа прав, Пословици 14:12, но води во смрт. Наше што ќе избереме? А за да бидеме како Енох, треба да го избереме патот по Христа, патот по Бога. И видите ги сега карактеристиките што ги имал Енох. Токму оние карактеристики што ги прочитавме во Псалмот, па и во Пословици, кај што читав. Во семејството, значи Енох ходел со Бога и не во некаков си занес или мечта, туку во стварните должности на секојдневниот живот. Вели во семејството и во контактирањето со другите луѓе, како сопруг, како татко, како пријател, како граѓанин, секојаш бил и останал цврст, непоколеблив слуга Божи. Еви го тоа дрво со длабоки корени. Цврст, непоколеблив. Неговото срце било во целосна хармонија со Божјата воља. 300 години. Верата на Еноха, додека поминувале цели векови, се зголемувала и се засилувала, неговата љубов била по-сесрадна, замислите си, од година на година неговата вера се зголемувала. И тоа е 300 години период. Ние не можеме се... Мислам, фала на Бога ако се пофалим и со 300 денови, значи тоа е успех. Дај Боже да е и така. Ама 300 години, тоа е наистина период незамислив за нас. Енох бил човек со силен ум, со висока развиена свест и располагал со многу знаење, бил почестен со посебни Божји откровенија, па сепак, одржувајќи постојана врска со небото и сваќајќи ја божествената големина и совршенство, во однос на себе бил еден од најпонизните меѓу луѓето. Ова денеска го заклучивме и за Павле. Иако имал 3, 4, 5, не знам колку таму факултети, тој не му било тешко да каже дека сето тоа е ѓубре, сето тоа што го научив до сега, значи во тие рабински школи, сето тоа е ѓубре. Тоа е ништо. Е тешко човек да го признае. Еве и Енох, и покрај тоа што бил почестен со посебни откровенија, вели, одржува една цврста, постојана врска и бил еден од најпонизните меѓу луѓето.
колку поинтимна била неговата поврзаност со Бога, се подлабоко ја чувствувал собствената слабост и несовршенство. Исто како Павле. Потиштен поради се поголемата плима на безбожност и зло, истравувајќи нивното неверство да не ја намали неговата стравопочит кон Бога. Од што стравувал Енох? Да не падне под влијание на нечестните. Енох го одбегнувал дружењето со нив. И многу време поминувал насамо. Што беше Еремија? Еремија ли беше? Бев осамен. Ја се хранев голтав од твојата реч. Не седнував со нечестните, ама често пати и осамен знаев да видам. Па и Исус често пати знаел сам да се тргне настана да ги наполни батериите. Оддавајки се, вели, на размислување и молитва. Што правил? На размислување и молитва. Што размислувал? За Бога, за тоа како да му угоди на Бога. И за тоа како да посведочи. Значи, одбегнувал дружење со нечестните, ама сепак бил тука за да посведочи. Вели понатаму, така тој одел со Бога, стремејќи се што појасно да ја свати неговата волја, за да може да ја исполни. Молитвата за него била дишење на душата, живеел во вистинска небесна атмосфера. Уште неколку збора за Енох. Вели, тој бестрашно го укорувал гревот, доека на луѓето на своето време им проповедал за Божјата љубов, откриена во Христа, ги повикувал да се вратат од своите лоши патишта. Че Енох активно работел и ги повикувал луѓето да се вратат, да се отргнат од лошите патишти. Го подилга својот глас против беззаконието. И ова се силни зборови, значи, затоа вистината никогаш не била и не е популарна, така да кога ќе видите некој како Джойс Мејер или тој Джо Олстин, и кај што имате илјадници луѓе собрани, значи дека таму вистината ја немат. Вели, светите луѓе не го зборуваат само она што на луѓето им се допаѓа. Значи, не се политичари, светите луѓе. Далеко тоа. Бог ги става во срцето и во устата на своите весници и оние вистини што се остри и продорни како меч со две острици. Затоа вистината не е популарна. Подолу вели, откако известно време би се задржал меѓу луѓето, еве како работел, откако известно време би се задржал меѓу луѓето, работејќи за нив со поуки и со пример, повторно би се повлекувал во самотија. Во е Христовиот живот. Енох живел како Христос. Чувствувајќи, вели, глад и жет за божественото знаење што можел да го даде само Бог. Одржувајќи на тој начин постојана врска со Бога, Енох се повеќе и повеќе представувал осјеј на божествениот лик. Оно што ние треба да бидеме денеска. Еве, малку во еден друг правец зборови, меѓутоа, тука сме неговото поколение го сметало за луд. Оној кој не се трудел да собира злато и сребро, ниту да стекне имот на овој свет. Денеска исто. Не е ништо изменето. Значи, неговото поколение го сметало за луд, оној кој што не се трудел да собира злато и сребро, ниту да стекне имот на овој свет. Затоа и се преселил на небото. Тој сакал таму да биде. Кон тоа се стремел, на тоа мислел. Но срцето на Еноха се стремело, кон вечното и непропадливо богатство. Неговиот поглед бил насочен кон небесниот град. И што се случило? 300 години Енох се трудил да има чисто срце, за да биде во хармонија со небото. 3 столетија се дружил со Бога. Од ден на ден настојувал да има се потесно единство и врска со Бога. Тоа се тие длабоки корења. Дружењето станувало се поинтимно, додека Бог не го зел кај себе. Вели, ово е посебно интересен дел од цитатот. Тој стоел на прагот на вечниот свет, со тој начин на живот. Тој застанал, значи стоел на прагот од вечниот свет. Меѓу него и земјата на блаженството постоел само еден чекор. И тогаш вратата се отворила. Едноставно природно, Енох го живел тој живот, едноставно природно било да премине на небото, кај што се живее таков живот. И тогаш вратата се отворила, дружењето со Бога, што трајало толку долго на земјата, продолжило и тој поминал низ вратата на светиот град, прв меѓу луѓето што влегол таму. Да.
Еве зашто оној кој што ја твори Божјата волја треба да биде најсреќен во животот. Затоа што и тој е на прагот да се пресели во вечниот дом. И доаѓа време, близко е, знаеме дека Исус ќе ни дојде и навистина тој праг ќе го поминеме. Ако сме му верни, ако ги слушаме советите на Божјата реч, ако милуваме тука да седиме наместо, не знам на кое друго место, каде што седат нечестните, подсмевачите и грешниците, и ако милуваме повеќе него да го слушаме, отколку да ги слушаме оние кои што чиесто влијание може така да не раздрма, да не сруши, да го изволка нашиот карактер, за да на крајот можеме и станеме и дел од нив, несвесни дека сме оделе со Бога, а сега мислиме дека, може би таквиот живот без Бога е подобар, посреќен. Не. Има два пата, два извора, нашиот по кој ќе тргнеме, кој ќе го избереме. Ако сакаме да бидеме вистински среќни, јасно е по кој пат треба да тргнеме. Нека Господ не поведе, како што секојаш не води во вистинскиот правец, по вистинскиот пат, нека не води во ова наредна седмица, а нека му е слава. Амин.